Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани представници на медиумите. Пре нас е клучен момент за економската стабилност и благосостојба на работниците. Владата предводена од ВМРО-ДПМН изминатиот период со погрешни економски политики донесе огромна социјална несигурност. Владата наместо да се бори Македонија да остане на патот на економскиот раст и да ги продолжи добрите политики на растот на платите, таа води погрешни економски политики, кои во минатото се покажаа како неуспешни. Тоа констатираше и Светска банка во последниот полугодишен извештај, односно дека 2024 година ќе завршиме со економски раст од само 1,8%, значително под очекуваните 2,5%. Проекцијата за следните 2 години е дека ќе имаме најниска стапка на раст во регионот. Почитувани, денес просечната плата е намалена за 1000 денари. Мерките за намалување на цените не го дадоа посакуваниот резултат, а трошоците за живот постојано растат. Владата не превзема конкретни мерки за покачување на платите и со тоа ги става работниците и нивните семејства во многу тешка економска и социјална положба. Сериозен проблем на македонската економија е и повратот на ДДВ. Долгот на УЈП компаниите, кој не е исплатен повеќе од 3 месеци, надминува 100 милиони евра. Такво нешто не се случило во последните 7 години. ВМРО-ДПМН ја враќа економијата во ерата на селективното плаќање и исплаќање на ДДВ, карактеристика и пракса до 2016 година. Сите овие индикатори потврдуваат дека владата не создава подобри услови за стопанството и раст на економијата. Ова говори само за неодговорно менаџирање со парите на граѓаните, наместо тоа гледаме само зголемување на трошоците за живот. Иако пред изборите ветува дека ќе зголемат минималната плата, во реалноста не само што нема најава за тоа, туку ситуацијата се влошува. Потрошувачката кошничка во септември 2024 година достигна 61.306 денари. Цените на основните прехранбени производи постојано растат, а куповната моќ на граѓаните значително е намалена. Само за подсетување, владата предводена од СДСМ во период од 7 години креираше политики за постојан раст на платите и работеше за значително да се подобри животниот стандард на работниците. Во 2016 година просечната нето плата изнесуваше 22.460 денари, додека во мај 2024 година достигна 41.252 денари. Ова е резултат на посветени политики кои има за цел да го подобрат животот на секој граѓанин, особено на работниците. Минималната плата во нашата програма за работа беше приоритет. Ние ја зголемивме од 8.000 денари на сегашните 22.567 денари. Оваа плата не само што го зголеми стандардот на работниците, туку влијаеше и на порастот на просечната плата во целата земја. Работниците во Македонија заслужуваат плати кои се во согласност со европските стандарди, а ние како одговорна партија тоа и го исполнивме. Денес во услови на голема економска несигурност, како одговорна опозиција, предлагаме измени и дополнување на законот за минимална плата. Со измените предвидуваме минималната плата да се покачи на 27.700 денари, што представува пораст од 12,3%. Со ова, не само што ќе обезбедиме финансиска стабилност на работниците, туку и ќе влијаеме на порастот на просечната плата, што ќе има позитивен ефект врз секое семејство во државата. Методологијата за усогласување на минималната плата со порастот на трошоците за живот и просечната плата останува и понатаму како дел од овој закон, со тоа ќе обезбедиме сигурен и постојан раст на приходите на граѓаните во иднина. СДСМ и како опозиција нема да отстапи од грижата и посветеноста за обезбедување на посигурен и квалитетен живот на граѓаните и на стопанството. Затоа повикувам владата и сите пратеници дека ова не е време за застапување на партиски интереси, туку за заштита на интересите на граѓаните. Мандатот на пратениците им го дале граѓаните и тие одговараат само пред нив, а не пред партискиот лидер. Затоа
сите пратеници и од владеачкото мнозинство и од опозицијата треба да дадат подршка на оваа иницијатива, да се издигнат над политичките разлики и да гласаат за подобар животен стандард на работниците. Ова решение е во интерес на сите граѓани и сите ние носиме одговорност да се погрижиме за економскиот просперитет на нашата држава. И благодарам.